Државниот инспекторат за транспорт доби нови специјално опремени возила, современ софтвер и обука на инспекторите преку донација од Европската унија. Целта е поефикасен инспекцијски надзор, поголема безбедност во сообраќајот и подобра заштита на патната инфраструктура. Надлежните истакнаа дека инвестицијата ќе помогне во зачувување на патиштата и ќе придонесе за долгорочна вредност на инфраструктурните проекти. Во мај годинава во Македонија се регистрирани 131.723 туристи, од кои над 106.000 се странски, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Остварени се 236.727 ноќевања, при што повеќе од 3/4 се реализирани од странски посетители. Во првите 5 месеци од годинава бројот на туристи е зголемен за 2,6%, пред се поради растот на странските гости. Најмногу посетители во мај пристигнале од Турција, Германија, Србија и Бугарија. И покрај намалениот број на нови градби, интересот за купување станови во Македонија и натаму останува висок, а тоа не остава простор за намалување на цените на недвижностите. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во април биле издадени 291 одобрение за градење, што е за 38% помалку во споредба со истиот месец минатата година. Од градежниот сектор велат дека намалената понуда на нови станови во комбинација со континуирано висока побарувачка и понатаму врши притисок врз цените на пазарот. Председателот на Градежната комора при Сојузот на стопански комори, Ивица Јакимовски, оценува дека во вакви услови не може да се очекува поевтинување на становите, туку евентуално стабилизација на цените. Според него, идните движења на пазарот ќе зависат од обемот на новата градба, цените на градежните материјали, трошоците за работна сила и општите економски услови во земјата. Статистиката покажува и дека најголем дел од инвеститорите и натаму се физички лица, а најмногу одобренија за градење се издадени во Полошкиот и Скопскиот регион. Менувачкиот пазар во Македонија и натаму има значајна улога во готовинските трансакции и девизниот промет. Минатата година 195 менувачници оствариле вкупен промет од 18,7 милиони евра и добивка од 1,2 милиони евра. Приходите на секторот се зголемиле за речиси 13%, но профитот е намален за повеќе од 3%. Во менувачниците работат 371 лице, а просечната плата достигнала 25.412 денари. Податоците покажуваат дека најголемиот дел од работата е концентриран кај мал број компании. 10 најголеми менувачници оствариле повеќе од 78% од вкупниот приход на секторот. Без конкуренција е менувачницата Пепи од Виница, која остварила приход од 9,9 милиони евра и сама учествува со повеќе од половина од приходите на 10 најголеми менувачници. Од друга страна, најголема добивка од над 318.000 евра остварила менувачницата Forex Plus, што представува повеќе од 1/4 од вкупната добивка на целиот сектор. Економските аналитичари оценуваат дека големиот девизен прилив од иселениците, особено од западноевропските земји, има значително влијание врз работењето на менувачниците и обемот на девизниот промет во земјата. Српските власти подготвуваат нов пакет економски и социјални мерки, во чиј фокус се пензионерите, лицата со ниски приходи и пациентите со хронични заболувања. Председателот на Србија Александар Вучиќ најави дека се разгледува модел со кој дополнителна финансиска помош би добиле речиси сите пензионери, при што најголема поддршка би добиле оние со најниски пензии. Покрај тоа, државата планира намалување на цените на одредени лекови, особено за пациентите со хронични заболувања, како и подобрување на условите во системот за социјална заштита и поддршка за ветераните. Вучик истакна дека мерките нема да влијаат врз буџетската стабилност и дека целта е дополнително да се подобри животниот стандард на најранливите категории граѓани, како и да се зголеми достапноста на здравствените услуги во руралните и оддалечените подрачја.
Регулаторите ширум светот ги повикаа финансиските институции да ги заострат контролите врз употребата на напредните системи за вештачка интелигенција, предупредувајќи од можни ризици за стабилноста на финансискиот систем. Одборот за финансиска стабилност, кој ги обединува централните банки, регулаторите и Министерствата за финансии на водечките светски економии, препорача воведување дополнителни заштитни мерки за управување со ризиците поврзани со овие технологии. Особено внимание е насочено кон системите за вештачка интелигенција, кои можат самостојно да анализираат информации, да планираат и да извршуваат задачи со ограничен човечки надзор. Според регулаторите, ваквите системи може да го забрзаат донесувањето одлуки, но истовремено и да ја зголемат можноста за брзо ширење на грешки и нарушување на финансиските пазари. Поради тоа се препорачува редовно тестирање на ризиците, јасно утврдени одговорности за надзор и задржување на соодветно ниво на човечка контрола врз клучните финансиски одлуки. Предупредувањето доаѓа во време кога банките, осигурителните компании и инвестициските фирми се повеќе ја користат вештачката интелигенција во управувањето со ризици, кредитирањето и услугите за клиентите. Земјите членки на Европската Унија постигнаа договор за голема реформа на правата на авионските патници, која носи промена кај багажот, распределбата на седиштата и надоместокот за доцнење или откажување на летовите. Според новите правила, во основната цена на авиобилетот задолжително ќе бидат вклучени мала лична торба и рачен куфер на тркала, а патниците ќе можат да добијат поевтин билет доколку се откажат од рачниот багаж. Авиокомпаниите повеќе нема да смеат да наплаќаат дополнително за родителските седишта, односно родителите да седнат покрај своите деца под 14 години, како ниту за лицата со попреченост и нивни придружници. Во случај на доцнење од најмалку 3 часа или откажан лет, патниците ќе имаат право на компензација од 250 до 600 евра, во зависност од должината, односно од далечината на патувањето. Реформата носи поедноставени процедури за барање на доместок, а техничките дефекти на авионите повеќе нема автоматски да се сметаат за оправдување за избегнување на исплата на одштета. Новите правила треба да стапат во сила по одобрувањето од Европскиот парламент и се очекува да почнат да се применуваат во 2027 година. Поддршката за воведување на еврото во Шведска опаѓа втора година поред, покажува најновото истражување на шведската статистичка служба. Според анкетата, само 28,7% од граѓаните ја поддржуваат замената на шведската круна со еврото, додека повеќе од половината, односно 52%, се против таквиот чекор. Иако шведската влада најавува анализа на предностите и недостатоците од евентуалното воведување на еврото, политичките партии остануваат поделени по ова прашање. Поддржувачите сметаат дека заедничката европска валута би ја олеснила трговијата и би ги зајакнала економските врски со Европската Унија, додека противниците предупредуваат дека Шведска не треба да се откаже од сопствената валута во време на економска неизвестност. Шведска веќе еднаш го отфрли еврото на референдум, а најновите анкети покажуваат дека довербата во шведската круна и понатаму останува силна. Американскиот председател Доналд Трамп има намера да го поддржи предлог законот за нови санкции против Русија, според наименуван функционер од Белата куќа. Предлогот предвидува царини до 500% за земјите кои продолжуваат да купуваат руска нафта, газ и ураниум. Доколку биде усвоен, тоа би бил еден од најстрогите пакети санкции од почетокот на војната во Украина. За сега Трамп не донел официјална одлука, но најави дека наскоро ќе се изјасни по ова прашање. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски држави ја преземаат контролата врз Ормудскиот теснец, откако Иран соопшти дека привремено го затвора преминот поради, како што наведува, непријателските активности на американските сили. Трамп оцени дека Иран претрпел сериозни загуби и рече дека разговорите меѓу двете страни биле блиску до договор.
Иранските власти соопштија дека преминот ќе остане затворен додека не се создадат услови за безбедно поморско сообраќање. Екстремните горештини и сушата предизвикаа големи шумски пожари низ Европа. Најтешко погодени се Португалија, Шпанија, Франција, Грција и Хрватска, каде илјадници луѓе се евакуирани, а изгореа десетици илјади хектари шума и вегетација. Во Франција се откажани дел од прославите на Денот на Бастилја, додека Португалија побара европска помош. Надлежните предупредуваат дека екстремните горештини и климатските промени го зголемуваат ризикот од нови разорни пожари низ континентот. Најмокниот тајфун што ја погоди Кина годинава, Бави, предизвика евакуација на над 260.000 жители во покраината Лиаонинг. Бурата донесе обилни дождови и поплави, а властите предупредуваат дека врнежите ќе продолжат и во наредните денови. Наставата во училиштата е прекината, а јавниот превоз е сериозно нарушен во повеќе градови. Според метеоролозите, Бави ја задржал својата сила и влага додека се движи кон Корејскиот полуостров.